Народниот правобранител и неговите заменици се едни од најтранспарентните, сметаат граѓаните, но тие не се запознати со надлежностите, моќите и силата на народниот правобранител за да ги заштити од дискриминација и кршење на човековите права. Еден од заклучоците кои граѓаните на владиниот сектор ги имаат дадено при дискусиите, забележа Билјана Бекова од Инфоцентарот во Скопје. Во штип пред представниците на невладиниот сектор и медиумите, денеска беше презентиран граѓанскиот мониторинг на Народниот правобранител, а го реализираат Инфоцентарот од Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Некои од граѓаните и од активистите и од новинарите му забележуваат и мала попусливост во однос на претходната власт, но исто така нагласуваат дека во изминатите 2 до 3 години сепак Народниот правобранител станува поактивен и она што го очекуваат од Народниот правобранител е тој во суштина да биде многу повеќе проактивен, да биде брз, ефикасен во реакциите, да има интегритет, да биде независен и навистина да биде препознаен како заштитник на граѓаните во однос на државните институции. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права забележува дека во изминатиот период извршени се повеќе законски измени за Народниот правобранител, но како што рече од она што е на хартија и од она што е во реалноста има голема разлика. Народниот правобранител години наназад се соочува прво со проблем од финансиски аспект, не му е возможена финансиска независност и покрај тоа што еден од принципите, париските принципи, кои што ги дефинираат условите кои што треба да ги исполнуваат независните институции за човекови права, како прв услов ја наведуваат финансиската независност. Заменик Народниот правобранител во штип Елена Ѓорѓоновска-Маневска забележува дека секојдневно добиваат представки од граѓаните и од осудениците во затворот во Штип. Во текот на оваа година доминираат представките од областа на правосудството. Јас гостував на неколку наврати во локалните телевизии, каде што ја наведов надлежноста на Народниот правобранител во правосудните органи, дека нема надлежност да преиспитува и да менува правосилни судски одлуки, согласно на тоа јавно обвинителски одлуки, меѓутоа граѓаните понекогаш доваѓаат и за совет како да постапат понатаму, што понатаму можат да направат за да го остварат своето право, кое што не го оствариле и во редовна судска постапка. Ѓорѓоновска-Маневска вели дека втората област за која граѓаните реагираат и поднесуваат проставки е и радиодифузната такса, која е од оваа година и веќе укината.